градот се превикнува веќе да дојде во некоја нормала, али е тешко, што да кажам. Толку млади животи отидува во неповрат. Тешко на родителите. И тоа сега животот тече, што да кажам, мора да се привикнуваме. Времето најверојатно ќе ги лече раните, ама пак ќе кажам тешко за родителите и за оние најблиските што изгубија некој од своите или некои од овие, да не кажам 200 повредени, може би и повеќе, што стварно имат последици. Добро, вие сигурно сте стари, мислам, долго време тука живеете. Па да, јас сум... Сигурно, дали го паметите градот вака? Не, никогаш. Значи, никогаш не е било вака. Имало на времето некои инциденти, ова, она, партиски, вака, она се случувало нешто, али тоа е занемарливо однос на сето ова што се случи минатата година. Прво има најдиректни виновници, некем сега мое видување да давам на сето тоа, ама се знае кои, да не кажам, дозволил да се користи пиротехника во затворен простор и сето тоа. Сите оние други работи поврзани со градоначалници, па не знам, министри, па ова. Не знам, може би имат некоја минимална вина, али директна вина, знае се кој шо како. Од тај аспект гледано, секогаш да системот е виновен за многу нешто. Али ако ги гледаме така работите, ја не знам дали нешто во ова држава системски функционира. Значи секаде има одредени пропусти, не дај Боже да се прават детални проверки на се и се, ништо нема да функционира. Ништо. Значи, обично кога се случат такви работи, да, системот е виновен, та ова, та она, али има, да не кажам, најдиректни виновници за сета ова работа. Спомнав нешто. Така. Значи, Да. тие се тие работи сега. Некој ќе каже, па да, користено и предходно, па да, таа дискотека или шо и да, ако е дискотека функционира 13-14 години, мислам дека, да кажам дека илјада такви случувања, концерти се имат случајно, а не имало проблеми, тоа е еден од тие моменти, али некогаш дојде тоа. И тогаш, да, сега да не спореду, ние сме Македонија, али слична работа се случи во Швајцарија. И таму е системот, да, сигурно виновен и ред друго. Значи, пред се тука одредени човечки работи, дали што, како, кога ќе се случат после, е тешко да најдеш виновник, значи буквално сите сме на некој начин виновни, бидејќи живееме во таква држава што секогаш ќе кажеме да нешто во делот на системот не функционира како што треба и поради тоа ни се случуваат такви работи. Нормално дека не е исто. Променето е народот е малку повлечен. А во кој смисла повлечен? Па така да, со излегување
И така. Не е жестоко порано? Не, Градот? да. Рецидиви ќе останат. Мислам дека подолго време ќе останат рецидиви од тоа што се случи, и пак не може градот да закрепне. Животот како што гледате е вратен колку што може, али мислам дека ќе треба доста години и ќе подсеќа кочени секогаш, има доста повредени, што значи тие луѓе не можат ништо да сменат, тие се многу загинатите од идеја, со тек на време ќе се заборават, али тие луѓе што останаа, што се повредени, ќе го подсеќат градот и народот овај град на тоа што се случи.